Мепсо нарачува 5600 перења на коли за 2 години, што се 233 перења месечно или дури 8 перења дневно ако се земат в предвид и викендите кои главно се наработни. Во време на најголема енергетска криза, државниот електропреносен оператор Мепсо планира да потроши речиси 20.000 евра на перење и чистење на службените возила. Пред една седмица компанијата склучила 2-годишен договор со фирмата со седиште во Шуто Оризари Европа Турс Доел. Она што е зачудувачки во овој договор не е цената од 185 денари по перење, туку бројот на перења. Во договорот не е наведено за колку возила ќе се платат речиси 20.000 евра за перење и течности за дотур на брисачи. Се знае само дека ќе се потрошат 12.000 евра за 4.000 перења на коли и 4.500 евра за 1.500 перења на теренските джипови. Фирмата ќе плати и 35 хемиски чистења. Дополнително ќе се потрошат и 3.000 евра за 6.000 литри зимска и летна течност за брисачи. Мепсо е една од државните компании кои со години наназад беше посочувана во јавноста дека недомакински троши пари. По скандалот со тендерот за купување фотели од природна телешка кожа, следуваше и оглас за авионски билети во вкупна вредност од дури 84.000 евра. Ништо подобро не стои ниту АДСМ. Државните електрани се постојано во фокусот со набавките и ангажирањето фирми за астрономски суми за ископ на јаглен, поправки, одржување на далеководите, погонски материјали и слично. Последен скандал во низата беше подновувањето на возниот парк во време на енергетска криза. Преку 4 јавни набавки ЕСМ при крајот на минатата година потроши 850.000 евра за купување на 16 джипови и комбиња. ЕСМ лани доби 200 милиони евра, а годинава ќе добие и поголема сума од државниот буџет, односно од парите на граѓаните и фирмите за справување со енергетската криза.